Здраво, другари, здраво, криптореволюция. Значи, трябва да снимам подкаст, иако ја се извинувам, иако е тука некои 30 степени и овие дрвените шупи од $1,000,000, што ја никош не би купил, и дури да земат сега да речат, брат, еве ти една кукичка на 5 спрата, ако сака нека живеј, нема никогаш да го прифанам толку, што сум кажал дека никош нема да прифанам и поклон или да купам iPhone. Затоа што, другари, колку што разбирам од економија, тај iPhone да ти падне, да се скрши мониторо, екранот ствари, да се скрши, ти одеш у загуба, пошто ја веќе работи ги гледам, другари, на тоа дека тоа се екстра пари за изгубени, а се екстра пари за да се уложат у крипто и се направат многу поголеми профити, додека у Samsung е многу помал проценто за загуба. Значи, да се надевам дека оваа котирана порака некој ќе ја разбере. Друго исто со куќата. Поздрав до сите македонци што имат купено куки. И сега кукат, брата, бе, тај стейт више не ми одговара, бе, не дофа работа од друг стейт, па супер, другари. Се ја продадете куќата, уште сега, ако сте паметни, ќе ја продадете, додека е време. Пошто овие дрвени шупи, брат, мислам, имат претерано напумпана вредност. Да ставиш изолација, такви работи, поддршката на америчка куќа е луда. Ти со тие пари, наместо на секои 3 до 5 години да ги уложуваш у дрвена шупа, кој што едно ветрче дувне и се тресе, кој што, мислам, нема стабилна струја и пази и AC-тур не може да ти работи, брат. Нема доволен напон да ги поддржуват сите тие работи. Се нешто треба да инвестираш, се треба нешто да даваш поддршка, се треба некоја надоградба. То не дека они не може да направат. Тука е се направено да треба да фрлаш пари, тоест да ти ги крадат парите до толкав степен што ти, брат, не можеш никош економски стабилен да станеш со само ако одеш на работа, со само ако земеш кредит да купиш куќа, со само ако земеш кредит да купиш кола, а во Америка кола мора, автомобил мора. Без него ти си, братче, умрел. Во тие автобуси кои што се ги набутале намерно тие 100-200 илјади бездомници, тоа е перфектна инфраструктура имат за автобуси. Перфектно, братче, чисти, со AC, со се. Имаш тактички стајано 200 000 емигранти кои што ги местат од стейт по стейт и фактички само бездомниците се возат у тие автобуси и насилните емигранти кои што нели за полицијата да не го детектира. И ти фактички луѓе кои што живеат во Америка, ви си играете играчки со вашите пари. Зашо? Купувате куќи. Комплетен голем ризик. Купувате автомобил. Комплетен голем ризик наместо автомобил да се вози во автобус, затоа што тука просек да излегнеш да се возиш до било дека да отидеш, ба тебе може да те утепат. Гледате ги сега со овие индијците, например, со кажи го, со камионите. Што, брат, имате луѓе кои што 90% можам слободно да кажам дека тие што се земале возачки емигранти се земени, како да кажам, не дека се платиле екстра, туку се земени, кажи го, земени им се, да се изразам точно, земени се со луѓе преваранти кои што и викат ќе дојдете, ќе уплатите таа сума, разбираш ли, и нешто ќе помогнете у други сектори, сега да не влагам, пошто нели немам докази. Али да се труде се, нели, мозокот да ми најде некој пристапен дел да го кажам, за да нели не ме утре нели гонат. Мислам да сум си мирен, да немам стрес за да отварам дебати на кој начин гледате тука да ги плашам луѓето. 90% камионџиите што имат земено, другари, се земени по несоодветен и нелегален начин како да ги земат тие возачки. И денеска го имаме ние тоа. Вие имате една сообраќајка там прикажана, тај индиец што прави полукруг таму да смене, да улезе у сасвим друг, тако кажи го, друг на друг автопат или пат. Проблемо е, другари, многу поголем. Сега они, например, такви работи, илјадници проблеми се дешават на ден.
Ама они сега ги обвинуват имигрантите. Као демек, чекай брат, taj имигрант трябвало некой тук легален да му даде возачка, така ли? Трябвало легална компания да го вработи с години. Типо не знаел английски. Защото 99% не знаят английски да имигранти. Това английски, како мојот, то не е английски. Значи не знаат английски. Значи шо ми е мобето? Кога ми рече некој брат, леле, гледай дека инвестираме и то е ризично. Не брат, ризично да живееш в Америка. Ризично е да купиш куки в Америка. Ризично е да купиш автомобил в Америка. Ризично е да идеш на автопат в Америка да какви камикази. Ризично е да инвестираш дете да те учи факултет в Америка со такви камикази. Се некој рече, ама и у Македонија станува исто, баши бузу. Македонија, другари, ние овај свет, што не знаете, се движи, овај свет уствари, чекай само забрив луѓе да пуштам таймерот, ја може да зборам 5 дена. Овај свет се движи на проценти. Гај ли ги брат за вашиот живот? Ние сме процент тук. Процент дали ќе преживее, процент дали ќе успее, не ми е јасно камерата зашо зумира. Нема, исклучено е, каже го, исклучено е зум и тия работи и detection и па нешто светлината има проблем или така ми се гледа, не знам. И ја губам и се деконцентрирам. Добро, сега рече ти маркето, шо па ги влијае. Не, другари. Влијае оваа температура. Шо оваа шупа и да пуштиш и AC и да купиш AC и не знам шо да направиш. Наредната година ќе треба да купиш нешто ново. Само да ти ги влечат парите. Значи ризик е луѓе, ризик е да живеете во Америка многу поголем отколку у Македонија. Ризик е да инвестирате, да градете кариера и да градете фамилија во Америка отколку у Македонија. Ризик е луѓе, у Македонија сега ќе речат да, мали се плати, ама ќе земеме тие па што ностоп мора да ви ги спомнам штетни навики, кафе, цигари, кафана. Јас се извинам, аз спомна кафе и гледаш мозок, кога си отраже кафето. Сите тие штетни навики, пушите тревичка, тоа е скап спорт, другари, иако е полековит од цигарите. Имате коцка, пирамида, вие се е ризично за вас, кога ќе падне овака да кукате по пораки, че ја не ви ги не отварам, чисто отворам така малку скромнам да видам колку има загубари, тоа не е ни дигитално, не писмо ни што е загубари, кој што има у 1000 пирамидални шеми се онаделе, еве кој што неколку со 10 души пишувам, значи изгубиле 5000, 10 000, 20 000 долари. И вика, брат, што да правиме да тушиме ли? Вика, брат, ако има групна тужба да тужите, сам ништо не можеш да направиш, уложил си таму со години си улагал пирамидална шема. Кај мене сте у групата, а не ми верувате, значи уложил си 5, 10, 15 и 20, направи си концепт. Истите тия сега 5, 10, 15 и 20, купи си крипто, ако не е 2030, 2035, ки си ги извадиш, ем ки си направиш профит, ем ки си извадиш од пирамидалната шема. И, ама брат, ова е сиромашна држава, одека да најдеме пари. Одека не дофте 5000, 10 000, 15 20 000, там ќе најдете брачи за крипто да се извадите. А ако не, со среќа тужбата. Че ја не сум дрвен адвокат сега да ви седам у пораки и да сум ви рамо за плачење. Вие ме прашувате, ја ви кажувам. Ама тоа кажувам уште у Америка, уште одговарам така. На новите, на старите не одговорив, на новите одговарам. Ото и нели за прв пат има, не знае вебсайт, не знае YouTube, не знае берза и му одговарам за да му покажам дека има информација за некој што се грижи. А не ние што пишуват, леле брат, седете, уживате, радувате се на загубата. Не брат, па ние сме група со минимум 4 години што вика да бегат од тие пирамидални шеми. И сега што треба? Кога бевме управо, нашата група се сите на тие работи, така? А не е нашата група да рече, браво е брат, ти отвараше ни очите, брат, ти ризикуваше да те тужат за тоа што тие да речеме стане успешни, а не пирамидални шеми. Шо нема шанси, јас сум проценил дека нема да станат. Ама да речеме ве стане, да речеме успешни и што после ќе речете, те овај лажеше да не купуваме таму тие пирамидите, а ке они што станаа. Другари, зашо ово го изфилозофирав? Оти знам дека овие работи првично ќе ги гледате за да видите после натаму што сакам да зборам за кога ќе ви пишам наслов и кога ќе ви ставам таква опасна слика со крв на маркето и црвена, че вие ќе мора да изгледате оваа аналитика. Брат, треба си криптоакадемија.
Ако имате пари за сите тия пирамидални шеми да ги извъртите, имате и за моята и за моята криптоакадемия да я извъртите, брат. Пък и видите дали е пирамидална шема или не. Другари, значи еден дека ми се беше отворил. Грешка съм отворил тук. Значи еден тип продава и онма паника. Абе защо, брат, кога литне нагоре си ти пишувате поръки, брат, колко сакам да падне, за да докупам, а падне, кукате. Ами, другари, вие какво планирате от тази живот, брат, со 2 мегабайта мемория? Сакали навредели сте? Сакали да се навредите, сакали не? Значи, лите нагоре и одма леле, брат, само да падне и си купим вона. Паѓа надоле, леле, оти паѓа, брат. Абе, другари, вие сами не знаете на коя планета одите со тај мобил. Зашо е тај вебсайт, бе, брат? Стануваш место поръки, место да кукаш, рефреш, и брат, ще гледаш тук милионери, милиардери, викат без паника, стават нели такви за сликички, за да го кликнете видеото, ама и добро ще остава такви слики, такви провокативни наслови, зато ще е кај мене. Уседят бил кафе шема, кај мене па не става, никой не го интересира. Аз сега да напишам леле, паника, много повеќе луѓе ќе улезат да го гледат видеото, отколку, брат, пишеме луѓе без паника, читате само наслов и сликичка. И после наслов и сликичка нормално е кога ќе паѓа да кукате. Затоа што мрзеве, другар. Мрзеве да земите да разлистате. Па имате на Twitter, бе, брат. Наместо да кукате, отварате го, братче, Twitter. Кај нас. Одите, бе, брат, Translate. Че ние како мали деца се учиме секој ден, леле, брат, шо е лошо. Значи упоръки сте научени да се орадувате. Супер, па значи ќе сте научите да платите и у криптоакадемија, и у криптоакадемијата наместо од поръките да ви извадам од поръките, брат. Шо е ово? И сте били видеото од 90% од случаи. Од 90% од случаите, од 99% од случаите сте се поръките, брат. Зашо е тај вебсайт? Ако не сум постирал, значи нешто е блокирано. Значи Facebook ми брише објавите. Само ние македонците не можеме да надеме да збореме на таа тема. Така да, ако мене нема да објавам, да третена и играеме Стар Атлас, се чудиме како да освоиме прво место, да видиме дали има награди, да се увеждат нашите. Не ја да дремам, братче, сега да ви видам бебиситер. Ајде, братче, тука наците сега tego вебсайт. Леле, братче, не паничи упоръка, не паничи. Лечи ти си комплекси, значи ти, ако паничиш упоръки за крипто, значи ти не го разбираш крипто, значи ти не читаш всеки ден информация. Гледате само сликички, брат. Паднало биткоин, паднал. Колко паднало? Вие сликата тука, братче. Сликата ви е, $1 милион слика, брат. На 115 хиляди, на 125 хиляди, леле, тука яхте и вишите возите, на 110 хиляди, леле. Брат, другари, още 200 години, брат, ќе требат истите видеа да се правят за вас. Тоа да ви кажем, затоа што вие со сликичка и со наслов само читање, вие уште кога ќе станете, сабали сте изнервирани, затоа што прво мама и тато не са ви оставили пари за кафенци. Тук е вас. Вие сте от тај свет, биткоин е от друг свет. Вместо да се нервирате, и майка ми кажа, мамо, нема да пием кафе, да ми оставиш пари и без то съм ги трошил за кафе, дай да вземам да ставам крипто. Додека сте си изпокарали за кафето, пред твоето да излезат на работа, викаш, ама нема ни за цигари. Айде, уши 30 минути се карат и за цигарите, и 30 минути за кафето, еден саат. Па за еден саат, вие знаете колко време имате. За еден саат, брат, сестро, злато, мое дигитално неписмено, за еден саат целио поки го пролисти. И майката и таткото ќе ви седнете и ќе речете, луѓе, јас сум пометлив родители мои, златни, кокошки со извинение, решив, има еден лудак од Америка, кажува штетните навики, оти не може да дава финансски совет, па сум наредил начин, што ми се смеят, ова е глупости, кафето, ја ќе кажем цигарите, луѓе изпомреа луѓето од тие штетни навики, некој со 41 годишно каже го животна, со една 41 годишна животна патека, ви кажува има нешто што може вие да разлистите и дојде до пари. И овакви подкасти браво да е на Иван, треба ја да дојдам да упаднам. Читам, имаше коментари, било, шо збориле, немало логика, трън.
Браче, какви подкасти 1700 луѓе. Оваков подкаст от ја не сум плюс Македонија, нели мен повеќето луѓе не ме знаат. Оваков подкаст треба и ја да упадам 100.000 луѓе да го имаат гледано до сега. Значи кој биткоин измама, многу јака слика. Значи до сега требаше да има 100.000. Нашто македончето дека кафе, шема, манијачат, покрај реката оговарат, исто имам опет. Ќе спасуват Македонија, патриоти. Изгледајте, луѓето се мозгат. Не мора да значи дека се 100% управо. Мозгат, братче, и тие што постават прашања. И Иван и Томи што ги сметам за многу кул луѓе, дека се мачат, брат, нешто да ви објаснат. Еве, многу јако е, не сум го догледал. На крај го фанав и сега почнав на почетокот да го гледам. Првите 30 минути и сега викам чекај да снимам овако, и луѓето му течеа опорек. Некој се маче да мозга за биткоин. Значи, не значи дека 100% некој управа, ама мозгаш, ќе дојдеш до одговор. Значи, овие кажуваат ово, ти кажуваш оно. Значи, разменувате мислење, додека разменете мислење, ти се трудиш да одбранеш нешто, па можеш после кога ќе догледаш подкаст, може да си сгрешил, може не си, може ќе речеш еј чека, овај како размислил, па чека од тај сектор да извадам уште појако видео. Томи и Иван, фала им што ме спомнаа. Брат, мачат се у Македонија, братче, на луѓето да ја покажат да почнат да гледат дека без инвестиција, брат, без инвестиција цел живот ќе одите на работа. И цел живот ќе тражите плюс паречки, ај на млади години за кафе, цигари и спортска, на стари години ќе одите ќе тражите еден леп да ви купе мајка ви, кој што на мене. Да рече, брат, кафе, спомнам ли, една од кармите гледаш, спомнам ли кафе и тоа е кармата. Губам комплетно мозок, ако се тражи кафе и ми ги блокира мислите. Верувате ли? Колку е тоа поштетно од дрога? Луѓе, 2,5 години сум без кафе. Најискрено, ако наркоман може да се откаже од кафе. Тие што сме се откажале од кафе, брат, јас се сметам за некој друг левел на луѓе. Најискрено ми кажувам. Што? Цигари сум запознал луѓе што се откажале од дрога, од комар, од многу поштетни навики, од љубомора, која што сметам за една од најзлобните работи, брат. Од љубомора се откажале буквално. Секој носи љубоморото убаво. Значи, ама направиле се концепт у мозокот да се замисли да треба да се откажеш од љубомората. Ти не можеш да победиш љубомората, секој ќе биде. Ама да се откажеш и комплетно се концентрираш и да ја блокираш. Од кафе, братче, не сум запознал луѓе што се откажале. 40 на година. Откажат се на саат, 2, 3, еден ден и после па се враќат на кафе шема. Значи, тие што ќе се откажат од кафе шема и да улезат у крипто, тие луѓе многу повеќе ќе успеат во животот. Ако ме разбирате сега да направите концепт, шо порака сум ме пренесел. 3 пати го изгледајте ово сега, што го пробав да составам реченица, тактичка. Така да, другари, дебата без кафе и тоа кафе од оваа дебата у крипто. Ово луѓе е нормално. Значи, појавува се типо, дека го ставив. Појавува се типо, кој знае колку е ставил милиони дека биткоин ќе падне, а биткоин оде само нагоре. Продава, значи замислете си кој пари ги е направил. Легално ли? Да. Замислете си кој пари ги е направил. Другите, како што ви кажав, други китови, не е еден, сигурен сум, имаш ги големи мали, продава биткоин, што ти не можеш да му се лутиш, брат, што му може да го купил на 18.000. Продава го биткоино, сминува за Етериум. Он смета дека Етериум киде барем двојно. Барем киде на 7.000. А не смета дека биткоин ќе отиде на 200.000. Ако отиде биткоин на 200.000, да речеме, и сега некој рече, ама он испуштил. Не, Етериум ќе отиде може би 12.000. Ако биткоин отиде 150-170.000, Етериум треба да отиде 8-7.000, значи това е добил. Така ли? Дупло е. Ако биткоин отиде на 200.000, разбираш, 200.000, овај ќе рече, народот ќе рече, леле, тево ја продаде го смени го на 115.000 за Етериум на 4.000 и нешто, испушти, не. Ако биткоин отиде на 200.000, Етериум ќе отиде луѓе на
10 000, 12 000, може 15 000 да ги отиде. И да речем, он не успее Лакомеса да го продаде на 15 000, луѓе, тај првиот кит што го има продадено, ќе го нарока сега на Staking Rewards и на берзи и сам може, нели, милиарди продаде, значи замислете си колко сам може машини да си направи виртуелни. Колко беше? Минимум 32 етериум, ако не се лажам, за машината, която се оставаш. Я викам машина, ама е cloud mining. Значи, фактически со тази машина трябва да имаш нон-стоп интернет и струя, за да не ги изгубиш тия 32 етериум и ти фактически ще я поддружваш мрежата, ти дават реворд. Така ли? Наместо по-напред беше с машините. Ще замислете си тай кит, брат. Ем ки купи етериум, ем ки му оде, ке може да продава. Не, уствари, няма да може да продава. Може да 50% да го заключи, за да копа етериум, а 50% да ги чека да ги продаде. И замислете си кои пари може да ги направи тай тип. Замислете си кои пари може да ги направи. А другите, да речеме, продават, флипат, уствари, не продават, то е голема грешка. Значи флипат другари, уствари за само да го продават. После етериум ако килитне на 7000, он се задоволува, киде у Cardano, киде у Solana. И така правят пари, другари. Китовите не рокат екстра други пари, да речем. Тия другите екстра пари, они одат у шиткоини, одат у гейминг, одат у разни работи там ги ударат. А с овие пари, они си играят на стабилните, кои ще вас венервират, аз ще ги спомням ностоп. 30% биткоин, 30% етериум, 30% Cardano. Халове, луги. 4 години бръмлам. Върнете назад чартови. Върнете назад колко пари е било то пред 4 години. Колко пари е било пред 4 години, луги? Какво може да сте на загуба, ако вие сте купували по моите видео 30%, 30%, 30%? Какво, брат? Еве, мало е краш. Еве най-ниското. 16884. Какво е, другари, вие? Какво, другари? Мислям, Дигитрон на тамо. 16884, брат. Тай ми вика, брат, има в 10 000 долари. И аз взимам живи примери, не е бош момент. Колко беше? 16884. 16900. Делено на 16900. 0 запрека 59, 0,60 биткоин. По 125 000. Брат, сестро и други дигитални луги. Вие математика знаете ли, бе, брат? Значи, сега ке речете, я не знам. Значи, Типо имаше 100 000 долари. Така ли? И не, имаше 40 000 долари. Имаше. Така ли? Не, чакай, Типо, колко имаше... Сега сам се упадна в замката. Типо имаше, какво ми кажа, купил за 10 000 долари Dogecoin, купил за 10 000 долари Shiba, купил за 10 000 долари некой, не Pengo, от Pengo имаше профит. Некой друг шиткоин беше купил за 10 000 долари, значи 30 000 долари, а ме послушал, купил само за 1000 долари, мислям дека рече, некой гал. Така ли? И аз за това ги вадам 10 000 долари. За 10 000 долари пред 4 години се думи с 3 000 долари. Така ли? Еве сега. За 10 000 долари делено, идеме, другари, че да не се сбърка математиката, отидем спиено само 3 сата. Ке ми извините, ама 3 сата, гейминг играме 3 дена по 8 сата, мислям, я не играв и аз се деря в колодак. Значи 2021 не, по-ниско беше 700.
730 ќе го вземем, така ли? 10.000 делено на 730. 13.6, скоро 14 Ethereum. По Айде бе, брат. $4,940. 60 милиона. Скоро, слично, како со ово, каже го со биткоин. Значи луѓе за $20,000 од неговите 30.000, за $20,000, че ние веќе имаме скоро колку беше претходната слава, помнам, 69.000 или беше? Плюс 69.000 да речем. Скоро $140,000. $140,000 за 20.000. Дека го има тоа? Дека го има тоа, другари? О, муко моја, математика ги учам, брат, тоа со Дигитроно, како беше? Дигитрон ме не знаат да користат, бе. Луѓе, бе, брат. Држава ќе сме имале, држава ќе сме ослободувале, брат. Господ на помош на ние. Господ на помош да ние, ако треба да земам да ги избришам тие пораки за срамо да не ни изеде еден ден вешка интелигенција да улезе да рече, леле, брат, тие македонци на кој лево се били. $3, оја па 0.20 центи. Беше 18, флеш крашо, но 18 беше. CoinMarketCap не го покажал точно. $10,000 пред 4 години. Делено на 0.18 купуваш 55.000 кардан. Да не зборам 4 години да не го продавате и да ви стое на staking rewards. От 4 до 5% различен staking rewards или на други берзи от 3% да речем. Да не филозофирам. 55.000 коини. По all time high беше луѓе $1.21, така ли? Ова е all time high го смета. По $1.21 беше. Другари, шо правиме? Математика, некој има ли тука професор да види дека некој не дел? Математички. Еве го. $10,000 у биткоин од таткото за 2 ледарки повеќе исто ще е. $10,000 пред 4 години у Ethereum. Колко беше? Исто 67.000. Третото од портфолиото што викам 30% да види. Што се дешава, другари? За $10,000 67.000. Значи не, ама купив Cardano, биткоин повеќе литна. Ама купив биткоин, Cardano литна. Еве, математички, трите исто. Слично. Нема разлика од $200,000, $300,000, пола милион. Моментално ми покажав за $30,000. Колко беше оно? 139.000, така ли? Еве, 139.000 плюс 67.000. Не може да пресметам, ке ми извините, лече мозъкът ми е блокиран. За $30,000, не съм спал, за $30,000 $260,000. Може ли да ви пратите видео подкаст от някой друг, шо е истите видео, брат, истите видео. Шо истото не лъжи. Само гала е от дупата. Шо истото не го лъжи. Шо само кукате упораке, брат. А подкастите не ми ги гледат. Ово ли е, гледайте себичност, шо е, брат. Себичното македонче, любоморното македонче, клетото македонче, брат. Кој шо ја го викам дигитално неписмени, она ми се лута за дигитално неписмени. Абе, вие луѓе сте многу по-лоши зборови треба за вас. Гледај, 41 го гледал.
27, 38, 48, 73, 148 тук. Брат, второ место освоиме на светско ниво. От 14 имаш освободени игра, тренират на ботови, тренират заедно. 14 тимови. Ние, нашия тим, вчера упадна, брат. Една неделя поигра, що се вика. На Стефан, брат му от Стефан иде, дечкото плати 800 1000, не се кам колко рече денари, у интернет кафе да играе само да биде со нас, пошо брат му дома играеше на мокниот звер, шо го има. Брат му па упадна да играе у последна минута, што се вика еднашка само изигра. Брат, гледай брат, нема кој да и честита, не на мен. Че мани аз што сум успял да се оставам рандом тим и вика феј луѓе ќе видите ќе се натпреваруваме на светско ниво, гледаш што ќе своеме. Не ќе да ми го напумпат канало до 50.000 за да можам да речето вие Стар Атлас да се боревме и за тия $5,000 награда што еве. Со сигурност ќе освоевме дека овие се проиграчи што игравме. А овие другари тука што играеја, само KG играеше, брат. Оние другите дрвца. Значи овие сите од YouTube каналите што играеја, нашиот тим ќе освоеше сите по илјадарче. Замислете си какви графички и какви чуда нашите ќе земеа. Еве, не е да што не ми одите subscribe, не наштетувате само на мене, туку наштетувате и на мојата аналитика. Значи јас со тие 50.000 subscribe ќе улезе в утрката за брат нашите македонци да се надпреваруваат за $5,000 награда. Значи клетото македонче наштетува, моментално наштети на 5 македонци геймери да се имат $5,000 награда. Зашо? Затоа што ја немам канал од 50.000, за овие од Стар Атлас да видат да речете ова ќе има гледаност, дај неговиот тим ќе го уклучиме да се остави он тим на луѓе да играат и ќе земеа $5,000. Знаете ли овие луѓе дека земаа за 10 минути $5,000? Само 10 минути луѓе земаа $5,000. Че дека го има тоа свето гейминг да седнеш 10.000 пуцачина и да земеш $10,000. Дека? Никаде го нема, брат. Кој од вашите газди ви даде там $10,000 бонус за тоа што сте многу добри оговарачи, плюс оговарате, плюс ги дудлате со извинение там другите ваши колеги? Од која компанија ви даде $10,000 за 10 минути игра? Која од друга гейминг индустрија, гейминг проект ви даде $10,000? И ние не можехме да се надпревараме да влезем во таа група, затоа што ја немам канал од 10.000, од 50.000. Најстариот што брмля за крипто, нема од Македонија, нема 200-300.000 да го следат. Оти не братче Гуштеров ќе направи парички од вебсајтот, уште побогат ќе стане. Абе луѓе, со тај пилешки мозок наштетувате на гейминг заедницата и си наштетувате на самите себе. Па мене ако ме следат 300.000 да правам од гледаност и од лайк и од share, subscribe да правам гледаност, па тие пари што мисли деки отидат. Те сега ќе купев на сите тие геймери, што ги имаме 5 души, ќе купев по $5,000 компјутери и замисли на светско ниво ќе се напреварува и за поголеми награди. Второ место освоиме, луѓе. Второ место. 5-6 коментари избришав, имаше брат само прво место. Абе какво само прво место, луѓе, дај не лупајте глупости, брат. Какво прво место е, брат? Второ место од 14 тима, упаѓаме со тим што улават и не сме се ни, ја не сум играл, ја имам повеќе играно од сите ни 5 души. Само ја не може да играм од мојот Tetris е тен Commodore шпоре. Луѓе, даве таа клетокја, бе, брат. Абе не на мене, што сум успеал замисли од Америката, што луѓе не ги познавам 5 души, ги составив и освоија второ место. Замислете си, братче, ако ја имам поголем буџет, да не си го трошам нели крипто, што очекам за булмаркет, со subscribe да имам поголем буџет, замислете си колку луѓе може да ги искарам на прав пат да прават пари од игри. Истите игри што вие не верувавте до вчера, унив. И што е најголем комплимент еден од играчите Пајо, играеше за мене Axie Infinity, бев го забравил, врна се, ја не сум злопамтил, врна се дечкото, играе супер. Супер играе и уште појако ќе играе. У тиму е, значи некако другите играл Axie Infinity за мене, на него не му се ни свигаше играта. Не му се свигаше ни система, не му се свигаше ни ништо. Али оваа игра му се свига. По 5 сата, по 8 сата играе дома. Допаѓа му се. Не играе за награди, иако нели наградите овие ќе видиме какви ќе бидат. Ќе бидат крупа, ќе биде гориво, ќе биде муниција, ама не ги дава Стар Атлас, не е организација на Стар Атлас. Тоа се рандом германци се собрали у паб, девелопери, геймери, IT и што веруваат у играта. Значи замислете си,
IT сектор и геймери вероятно играта сами организират напред. Па не се мали награди, се от джепа ги дават парите, нали се важи. И аз се лутаме и много време играя нашите и аз се нервирам за нашите. Пошто я нямам съответно да ги наградам. Значи на Bull дефинитивно ви е 5 играчки да ги наградам. Со графички да речеме, може да и со повеќе. Зависи колку як Bull Market имам. Ако ви чекам вас за subscribe, Господа ми е на помощ, брат, ќе умрем за леп. Значи еве да има в subscribe. Составил сум леле луѓе на нито еден. Кажете ми на еден вебсайт геймерски што се појавиме дека има македонци у крипто освоили второ место. Има ли? Пратете ми линк. Нема. На YouTube канал што геймат спомнаа ли? Нема. Нашите се научени само треба да и платиш соленко за да покаже. Чека во не е ли успех второ место? Второ место не ли е успех, другари? Еве чекај. Чекај, имам трилион слики. Другари? Добро, фактички. Дека ми е таа сликата со последното. Добро, еве. Другари, гледајте. Тука се 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И преходно имаше уште 2, 14. И преходно имаше уште, не знам там колку многу, бали да не ги пуштија, оти сигурно имат слаби компјутери или нешто, нели да не расипа тоа. Значи имаше над 30 екипи што сака да играат, они ги избраа по-така според нив кои се екипи. Од нашата екипа ја избраа, ама беа плюс шокирани. Знаеш какви? Значи IT сектор германци и од цел свет ни честитат и газдата ни честита за успеху. Сите шокирани, брат, македонците што направија. Од никаде, брат, од кафана, од дома, од кафе шема станаа, дојдеа да играат второ место на светско ниво. Ама не е на светско ниво, и не е на e-спорт, не е на... Абе, луѓе, честитајте на децата, брат, на децата, па ја. На дечките честитајте и победа, бе, брат, даде ти кураж, даде ти потик, брат. Даде ти поддршка, бе, изгубени случаи, патриоти што се правите на секој страна само. Сега знамето на Франција нешто да има пожар, знамето на Франција, знамето на Грција, знамето на Англија, на држави што не уништуваат знамето на нешто. Поддршка, леле, брат. Клошери сте, брат. Клошери, брат. Клошери, колку сакат се налутете. Виши не сте дигитално неписмени клошери сте, брат. 41, не. Ама за Кардано, со извинение на бутав ли бил со видеото? Много јака сликичка, много јак наслов. Кажав ли нешто там? Со извинение, да не кажувам поградни зборови, 90% не го разбраа видеото. Со како да се продава. 90% ми пукал пораки. Е така, на вас само така треба. Такви видеа со таков наслов да гледате, ама тешко да ви е да разберете. За кога до Македонија си платите, а не ја тука да ви се молам за 50, 100 000, 200 000 што ги заслужувам, за да давам награди, компјутери и чуда, што ви кажав, ќе ги покажам јавно. Тие што кукате, еве, Гуштеров направил пари. Дека беше. Колку сум ја направил пари од YouTube, другари, да не ве канам вие да направите. Не знам дека ви треба тоа крипто. За 28 дена, $24. Леле, брат, де некој да ми се оставил коментари што графичка може да се себе. Ја не ги следам теке 4 години графичка. Де за овие пари? Нем да може повеќе графички да се купи. Да земам. Еве, 7500 дава. Овакво, ја не верувам таа статистика. Watch time, 1K, subscribe 48. Значи ние се влечеме тука 30 дена за 48 subscribe. Ке си одете на работа до 67 години. Тоа е мојата налика. Ке си играете игрички тие на телефоно. Како се вика, со покер, со Тетрис, не ви ги не знам, Bubbles, таму ке пукате. И тоа е. Ке работите до 67 години и
ки кукате и ки оговарате и ки бидете изкомплексирани покрај реката, ако ки помине некој со крипто, со Ферари, со Ламборджини, и тајмови животни сте со костум или со пури, ки кукате тега лаве на среќа. А постоje докази дека некои 12 години се труде. Треба сега да ги копам по клауд или по мемори Facebook, значи ја брат, кој што 12 години брмлям, а ги нема видеота на YouTube, имаме таквите летавици, дека ти се видеота пред 12 години. Кај баба ти у фурната, отвараш прво код или не знам, може да е толку напредна фурната да е со нешто со такво со тач. Разбираш ли? Отвараш и ки унатре има скриено хард диск и таму се видео. Изгубени случаи. Па и ми пишуват со лажен профил. Пиши ми со вистински, бе, брат. Пиши ми да ти покажам слики пред 12 години, што има Facebook Memory. Они се концентрират, брат, мен какво да ме плукат, па не било това видео толкова старо. Наместо да вземат да се концентрират, брат, да гледат видео, бе, брат. Не сте професионални видеото от кооперацията, сте така, седеме тук. На балите седеме и ово. На кафе шема седеме и бръмлям. Да, не сум у костум. Шо трябва да се облечам у костумче, нещо тук. Со саат от... прашаме. Саато $1000 купене за 350. На намаление от тия мозъкова купа. $1000. Citizen. Ево е. Саат, брат, имал от $100,000. Брат, $100,000 ви главата. Пишете, не лупайте глупости там по града. Никаков $100,000 па вака почнувал. Почнувам овака, оти некој пат ме даде овака, брат. Затоа почнувам на некој подкастите овака. Разбираш, за сликата да не е така или овака, да знам. И у видеото, кога ќе сакам да го пуштам, дали е таа слика за почетна или да знам кој е видео, какво е со која гардероба и кој саат да разликувам, разбираш, и видеото, брат, подкастото и ми го перете мозоко да се занимавам у пораки, брат, со изгубени случаи, што некој ми вика не се замари. Кога не се замарам, секој ден тие се нови, бе, другари. Нови, видял нешто крипто и ајде од кафе шемата у пораки, чекай директно ќе му пишам. И съм таков човек. Жалам ги, знам дека се Комодоре лово, ги исто како мојот компјутер. Комодоре си тука, Тетрис. Чиним ни, цак, толку. Од аналитика и од математика е толку. Веруј, Тетрис е математички потек. Толку му главата, тај мој концепт. Ало е, брат. Иван не зборил на Скопски. Замисли, брат, ја треба да правам обет дека Иван не зборил на Скопски, а Иван е откочен исто како мене. Брат, ја не зборам, да речеме, на можда толку зборови на Кучански, затоа што Иван е мирен човек. Јас сум таков карактер и побрзо да речеме зборам и поби изгледа интересно, сум таков карактер. Иван ми изгледа по-така досаден, затоа што он сака човеко да ви каже, да ни збрза, да ни сгреше. Ја ако сгрешам, преку ме, разбираш. Постојат различни карактери. Ама замисли ја да треба да правам обето пораки, Иван наплаќал. Лала му е, брат. Јас около него $5,000 ќе ви вземам. 5. За да ви дојде къл. Ако има там некој што направи профит, 5 треба да ви вземе. Наплаќал. Наплаќа. Сега за тия услови, да, многу е, да речеме, ама брат, ја 12 години без пари, бесплатно, што постигнав? Сите бели влакна ми се од вас. Така, другари, најискрено концепто ја го тестирав. 12 години бесплатно. Македонија, ако се врнам, одеме комплетно друг концепт. Пошо и да престанам, што нема никош да престанам, да речеме, имате вебсайт со трежери унатре. Имате YouTube канал, имате информации. Имате коментари на криптореволуција на Facebook. Значи тоа е, другари, трежери, богатство, братче, кое што може да копате, се нешто ќе најдете. Разбирате ли? Ако неките на Криптоакадемија да отидете. Сакате на Криптоакадемија да дојдете, другари, си платите, како што плаќате у пирамидални шеми, не 1000, по 5,000 вика, 10,000, 20,000, 100,000, кредит земал. Ама за академија немате. Ама за 30% досадно ви. Другари, ово не е подкаст, ја да седнам и да речем, ајде братче, Shiba Inu, all in, $5 ќе оде, ајде ставајте парите. Не, јас сакам утре кога ќе излезам у градо да не плюкат по мене.
другари, да се надевам дека нешто ќе разберете, брат, што зборам. Ово, за жал, мора на тај начин да го кажувам. Сум секој изнервиран, сакам на плажата малко да се олавам. Јас сум таков човек, јас се изнервирам, изнервират од сабајле, ама ово е терапијата. Че испукам се у видеото, спакувам го дигитална форма, ово е дигитална енергија. И вие го отворите таа дигитална енергија, машала. Енергија ово, брат. Во видео енергија. Кога кликнеш, бум. Телетабисите што викат, леле, паднаме, загинаме, ау, чека, ова е лудако. 12 години у крипто. Шимон вика така. И да верувате и да не верувате, тај тука што унатре тоа човечето што куца, ви вика, брат, што ти оди на кафе таму, деки додеш, ти си бесто изгубен, чекај ја тоа бекап сигурноста што вика, ева е гуштер, зборе добро. Значи, вие несвесно со ово видео, посте со помал стрес, посте со помала депресија и посте помалку исплашени, затоа што тука има некое чудо, што, не знам, многу е у сектор теорија на заговор да ви го кажам, има едно чудо што седи и паве држе на некој баланс, од како ќе ја видите информацијата. Мада оваа информација може после 10 години ќе ја разберете, ќе ја откодирате. Ама тука стое, видеото стое. Секој видео стое тука, не значи дека сега ќе го откодираш, стое како информација, ово е, тука не се брише ништо. Ти го забраваш, ама не се брише. И после дел, просто со како созреваш или кога ти дое времето, како созреваш, од и тај универзум и тај Господ правилата ги креирал, многу не можеш на брзина, затоа има постепено гледаш различни луѓе, не можеш многу на брзина, затоа што многу ќе ти дојде. Може да направиш глупост со бело, со зелено, со брзи коли. Разбирате ли? Таа е механизам за некои луѓе, не сте глупи, туку едноставно вие не можете да го, не ви е отклучен секторот толку брзо, за да не си наштетите на самите себе. Се надевам дека разберете што зборам. Чао.